Денес ќе зборуваме за мускулоскелетни тумори. Тие се поделени на коскени тумори и мекоткивни тумори. Коскените тумори и мекоткивните тумори може да бидат доброчудни и злочудни. Исто така во оваа група на тумори се вбројуваат и мускулоскелетните метастази, т.е. коскените метастази и мекоткивните метастази од најчестите карциноми што настануваат во организмот. Кои се причините за појавување на мускулоскелетните тумори? Има бројни причини за појавување на туморите, меѓутоа во одредени случаи причината за појава на мускулоскелетните тумори останува непозната. Во 10 до 15% од случаевите имаат генетска предиспозиција, а други поважни причини за појавување се радиација, потоа повреди, долготрајни инфекции, генетски нарушувања и покрај многуте испитувања, еден дел од мускулоскелетните тумори остануваат без да биде позната причината за нивното појавување. Кои се главните симптоми кај мускулоскелетните тумори? Главен симптом е болката. Оваа болка со текот на времето се зголемува и станува постојана и силна болка. Другиот знак е оток, тоест тумор, кој што во почетокот е мал, а со текот на времето се зголемува. Третиот знак е пореметување на функцијата на екстремитетот и нарушување на квалитетот на живење. Како се поставува диагноза? Тука го промовираме тимскиот пристап од страна на ортопедски хирург, радиолог, патолог и онколог. Лекувањето е исто така тимско. Откако ќе се постави точната диагноза, се отпочнува со лекување во зависност од типот на мускулоскелетниот тумор.